Креативните ракотворби во знакот на розата, изработени од рацете на учениците, ќе бидат на продажба еден ден пред почетокот на пролета. Преку продавање на своите изработки, учениците ќе соберат средства да откупат рози, да учествуваат во садењето на Денот на розите, што се организира на 21 март. По повод Денот на розите, нашето училиште ќе земе активно учество со изработки од учениците. Изработките направени од детските рачиња се во знакот на розата и цветот, со тоа што ние максимално ќе ја поддржиме самата акција која што ќе се одржи на 20 март од 12 часот во градскиот парк во Кочани. Ја повикуваме целата јавност да повели на нашиот штанд, односно на штандот на училиштето Малина Попиванова и да ја поддржиме сите целосно акцијата. Денот на розите е дел од еколошката акција Македонија земја на цвеќето, земја на розите. Целта на акцијата е разубавување на парковите, улиците, дворовите, но главен акцент е во тоа што розата ја подобрува структурата на почвата, која што претходно е загадена од тешки метали. Во акцијата со свој штанд се приклучуваат и основните училишта од соседните општини Чешиново, Облешево и Зрновци. Учениците од основното училиште Синиша Стоилов го подготвуваат продажниот штанд и со својот труд ќе откупат 300 рози што ќе бидат засадени во паркот и пред училиштето. Акцијата е во соработка со локалната самоуправа, бизнис заедницата и невладиниот сектор. Масовно ќе се засадуваат садници на рози крај булеварите, сообраќајниците и другите зелени површини во центарот на градот. Иницијативата за спроведување на акцијата се темели врз резултатите на студија спроведена од група професори во 2002 година со наслов Присуство на олово и други тешки метали во животната средина. Со неа се утврдило дека во цветот на розата се абсорбираат големи количества тешки метали, како оловото и цинкот, кои ги има во водата, воздухот и почвите, штетни за човековото здравје.